Благодарам, господине Џафери. Ако може да се сослушаме. Имам три прашања, ќе се обидам во рамки на 10 минути да ги поставам трите, со доволен степен на аргументација за сите, па понатака низ расправата ќе ги тераме работите. Вака, првото прашање е поврзано со изградбата на клинички центар. Прашањата ги поставам до владата, дали ќе ги одговори премиерот, некој од заменик премиерите или министер, останува на вас да се одлучи. Ако се сеќавате, иако ги планиравте средствата во висина од 70 милиони за изградба на клинички центар во овој годишен буџет, донесовте одлука да стопирате проект кој што беше доведен до ниво избран изведувач. Практично требаше да отидете само камен темелник да удрите и да почне изградба. Одлучивте да покрај тоа да нема клинички центар, одлучивте и тие средства кои што беа предвидени во буџетот на Република Македонија да не влезат како инпут во македонската економија. И тоа драстично влијае на капиталните расходи на владата на Република Македонија и тоа драстично ќе влијае на подолг рок на квалитет, односно неквалитет на здравствени услуги. Кога веќе одлучивте клиничкиот центар да не се гради на локацијата одбрана од претходната влада. Јас имав една реакција и реков тоа е во ред, ваше право, дали ми се допаѓа или не е мое право. Дали е најправилна одлуката да биде таму каде што претходната влада одлучила, исто така имам резерва. Но предупредив на една работа, дека таквата одлука ќе значи одложување на целиот проект и неизградба на државен клинички центар, не почеток на градба најмалку до крајот на вашиот мандат, со предуслов и тој да е цел. Како што стојат работите, веројатно и ќе биде цел мандат. Значи, и сега го повторувам тоа тврдење, дека вашите одлуки ќе значат дека во Република Македонија во овој мандат нема да започне практично изградба на клинички центар. Дополнително на тоа, вашата влада, односно министерот за здравство, тврдеше дека ново утврдената локација е перфектна. Јас имав неколку настапи тогаш во јавност во кои што тврдев спротивното. Кажував дека станува збор за приватно земјиште. Кажував дека има други проблеми со локацијата, која што тогаш владата сама одлучи дека ќе алоцира во населба Бардовци или во околината на населба Бардовци. Дури сакав институционално да дискутираме за ова прашање, доставив едно барање тука да се организира јавна расправа во собрание околу локацијата, бев изигнориран. Уште негде е тоа барање, собранието не е битно, веројатно не е битно да кажеме мисле. Јас тогаш излегов со предлог, пак не апсолутен, со цела резерва дека и јас не сум експерт за темата, излегов со предлог, местото на изградба на новиот клинички центар да не биде Бардовци, ако вие велите да не биде клинички центар, кај што беше до сега, двете решенија вие се откажавте, и Бардовци и клинички центар, туку да биде во општина Петровец. И набројав 6-7 причини зашто е тоа така. Апсолутен центар на Македонија, апсолутен инфраструктурен центар, околу Петровец во радиус од 50 до 70 километри гравитираат 970.000 жители на Република Македонија, Штип, Куманово, Велес, Каладарци, Неготино, Скопје и така натака. Тетово, Гостивар, во тој радиус од 50 до 70 километри. Има аеродром, кој што апсолутно е неопходен за функционирање на добар клинички центар. Патна инфраструктура нема подобра во Македонија. Нема никаква друга композиција, има големи сегменти, посебно во повисокиот дел над Петровец, на државно земјиште, каде што може да се лоцира без никакви трошоци, кои што ќе ги имавте ако останевте на идејата во Бардовци за откуп на приватно земјиште, но гледам дека нема слух за дебат. Нити владата ми одговорила на овие иницијативи, уште помалку сум навреден тоа што собранието не изреагира на оваа иницијатива. Значи, јас не велам дека мојот предлог за општина Петровец е најдобар, или дека јас сум експерт во област на географско лоцирање на здравствени услуги, ама не можам да сватам како понатаму од Ѓорче Петров е подобро од Петровец, кога понатаму од Ѓорче Петров уште 30 километри имаме друг клинички центар. И сега во 30 километри ќе имаме два клинички центри, Тетово и државен, а ваму за од Битола да дојде некој во државен клинички центар, треба да мине 200 километри.
Ако веќе во Тетово има клинички центар, зошто на 30 километри од клинички центар правиме друг клинички центар? Некои мои другари се зезаа, викаат, нека не го прават така, нека го направат во Танушевци, па да паднат маски. Искрено, такво е чувството, такво е размислувањето, заради тоа што се избегнува и дебата на оваа тема. Го поставувам прашање да иницирам дебат. Да слушнам мислење од премиер, од заменик премиер, мој сограѓанин, што ми е битно, или министер за транспорт, исто мислам дека би се сватил во оваа логика, и да иницирам конечно во оваа собрание некаква дебата на оваа тема. Па дојдете, вие или министерот, заменик премиерот, дојдете, да ги соочиме аргументите. Зошто собранието да не ја донесе таа одлука? Зошто владата да ја носи таа одлука? Покажете бар за такви работи големи. Тоа е првото прашање. Второто прашање е поврзано со вашиот план за доделување финансиски средства спрема единиците на локална самоуправа. Ќе го кажам прво мојот став. Мислам дека финансирањето на единиците на локалната самоуправа во Македонија системски не е доволно добро решено. Дека приходите изворни кои што ги имаат општините се апсолутно ниски и не ги задоволуваат потребите на надлежностите кои што ги имаат единиците на локална самоуправа. Една од причините за трупање на долгови е тоа. Втората причина е недомаќинско работење. Третата причина е проектирање на огромни буџети на локално ниво, врз база на параметри дадени од Министерството на финансии, години наназад, да не ме сватите погрешно, 15-20 години наназад, реализација на трошоци врз база на свесно проектирани погрешни буџети. Но и тука се гледа енормна разлика во домакинлакот како општините ги трошеле средства. Имате општини кои што должат 900, 500, 400 милиони денари, имате општини кои што должат 10, 20, 30 милиони денари. Имате општини кои што долговите им се спремат добавувачи надвор, има општини како општината од кај што јас доаѓам, каде што најголем дел од долгот е спрема своите локални јавни предпријатија, кои што на крај на криштата може и да се затвори на поинаков начин. Не мора ни вака. Не мора ни вака. Јас силно поддржувам, прво, да ги смениме законите за финансирање на единиците на локална самоуправа и да ги зголемиме приходите. Но тоа е долг процес. Поставувам прашање. Дали сте спремни да дадеме ние поддршка за овие средства, но да се откажете од овој концепт? Она што јас би го предложил, тие 50 милиони евра да одат за општините врз база на проекти кои што од сега натаму треба да ги реализираат. Зашто во тие долгови има долгови од кафански сметки, да расчистим. И на луѓе од ВМРО и на луѓе од СДС. Да се ослободиме од политизација на темата. Нема да набројувам нити кои се општините со најголеми долгови, за да не бидам сватен погрешно. Заради тоа што и критериумите за мене се проблематични. Не можам да оставам да нема критериуми во законот. Велите градоначалникот низ дискусија со доверителите. Не е добро тоа. Не е добро. Ќе ви прочитам во член 4 или 5 е тоа, во законот кој што веќе е во процедура. Член 8, став 2 и став 3. Еве ги, да не ги читам, нема многу време за третото прашање. Дали сте спремни да побараме од општините проекти, по број на жители, по територија, по некои критериуми кои што и така постојат во Министерството за транспорт, која се финансираат со кредитни линии, за распределба правилна, па така да ги делиме парите. Знаете, ако на општина Куманово и треба 100 банки да ја дадеме, во ред, да дадеме. Ама ако во исто време не дадеме на Велес бар 50 банки, е нефер. Посебно, заради бројот на жители зборам, но посебно заради тоа што општина Велес, без разлика која владеел, во последните 20 години, е една од попедантните единици на локална самоуправа во делот на финансии. Општина Куманово е екстремно непедантна единица. Без разлика кој бил градоначалник. И затоа да не ги наградуваме тие што биле непедантни, на сметка на овие кои што биле педантни. И дај да не плаќаме кафански сметки, малце иронизирам, не ми замерувајте, дај да не плаќаме стари кафански сметки, дајте да им побараме готови проекти, па да финансираме готови проекти. Во Велес има потреба од обиколница. Не знам, во Тетово има потреба од депонија, во Охрид има потреба колекторот да се затвори до крај. Дајте да видиме дали можеме така, се до момент доека не обезбедиме законска подлога, да го смениме системот на финансирање на единици на локална самоуправа. И третото прашање,
Владата во последниот период сака да се фали со две бројки. Првата е бројка околу извозот. Тој расте доминантно заради фабриките изградени во слободните економски зони, започнати и најголем дел завршени во време на претходниот мандат. Втората бројка со која што владата сака да се фали во делот на економијата е странските директни инвестиции. Но тие што сме малце подолго време во политика и тие што се економисти генерално можат да ги разликуваат бројките. Навистина има некое покачување во степенот на странски директни инвестиции во споредба со претходната година, но најголем дел од странските директни инвестиции не се пари кои што доаѓаат од странство. И тоа треба да го кажеме на јавност. Туку се пари на реинвестирана добивка, пола минута плюс, ако не е проблем, пари на реинвестирана добивка создадени од фабриките кои што претходната влада ги овозможи да се изградат во Република Македонија. Мислам дека се разбира. Најголем дел, 52% точно. 52% точно. Најголем дел. Значи тоа не се пари влезени од странство, туку се пари создадени во македонската економија. Но се реинвестирани од странски субјекти и ги класифицирате како странски директни инвестиции. Моето конкретно прашање, дали имате листа на фабрики кои што се започнати со градба во периодот додека оваа влада е на власт? Значи, не сум чул, сакам да прашам кои фабрики почнаа да се градат во овој период.